Почитувани гледачи, добра вечер. Како и секоја среда во 19 часот и 15 минути вие сте со Трета порта, емисија која ги следи случувањата на интернет и ви ги прикажува најинтересните коментари и анализи. Во оваа емисија ќе се обидеме да внесеме неколку новини. Ќе внесеме некои од елементи од кампањите кои веќе се вртат на интернет, кампања која официјално се уште не е почната, но на социјалните мрежи трае. Исто така ќе се сконцентрираме повеќе на коментарите на читателската публика, на самите колумни, значи на луѓето, на нивните мислења, на она што го кажуваат колумнистите. Оваа емисија ќе биде речиси целосно посветена на престоечките председателски и предвремени парламентарни избори, така да сите колумни, коментари и анализи се поврзани со таа тема. Почнуваме со колумна на Сотир Кустов од вестникот Дневник, која кажува, чив наслов символично кажува, избори се ближат и која е увертира во денешната емисија. Во поентата на Костов се вели: се надевам дека конечно некои политички субјекти ќе сватат дека во изборите и изборните кампањи треба да се напуштат еуфемизмите, да не речам лагите и измамите. Мачката треба да се нарече мачка, а промената промена. Поинаку кажано, нема поглув човек од оној што не сака ништо да чуе што вели народот, во случајот гласачкото тело. Токму затоа, изборите се шанса да се тестира расположението на јавноста, да се одржи мобилноста и фокусот на политичките партии, кои вистински сакаат да се надпреваруваат и така да им се даде нов легитимитет на најспособните политичари и најорганизираните и најспремните политички партии. Нереалните ветувања веќе не поминуваат. Мора да се даде нова вистинска содржина на понудата, нови идеи. Е сега по колумната на Костов, одиме на коментарите на самата колумна. Значи, како што кажавме, ќе се обидеме да внесеме поголем дел од мислењата на граѓаните. Ќе видиме некои од нив. Еве, што велат луѓето. Избори се ближат. Периодот пред нас очекувам да биде многу весел. Секако, секој од нас знае кој ќе ја добие апсолутната власт, а кој постојано ќе плаче за неправилности во гласачкиот процес. Џабе име. Народот знае која е светла точка во тунелот на транзицијата. Колумната е добар показател на затишје пред бура. Ќе видиме уште некој коментар. Еве да видиме некој, бидејќи голем дел од коментарите се на некој начин и навредливи, вулгарни, така да мора да внимаваме што ќе прочитаме, затоа гледаме дел од коментарите кои имаат некаква содржина. Еве еден читател вели: драги мои, од онаа страна губитничката да се знае, се тече, ништо не се менува. Единствено енигме е дали ќе има или не 62 пратеника ВМРО. Инаку ништо чудно како и порано, СДСМ пораза да го представи како успешен, оти можело и бетер. Инаку и губитниците Ставре прават влада, ама таа да те била во сенка. Но за волја на вистината, СДСМ и такво нешто не умее да направи, а толку пати вети сенковита влада, која ќе се спротистави на сончевата актуелна влада. Тоа беа коментарите на колумната на Костов. Продолжуваме со редовната колумна на Горан Михајловски, главниот и одговорен уредник на Вест, сакам да кажам, која е насловена "Пише минус", а ќе видиме и зошто. Во средата се распушти собранието. Во четвртокот беа распишани предвремени парламентарни избори и уште вечерта кај еден мој пријател задзвониле двајца анкетари. Не се представиле, ни дали се од некоја партија, ни во чиво име анкетираат. Рекле дека не прашуваат кој за кого ќе гласа, ги интересирало само дали анкетираниот ќе излезе на избори. Пријателот ги откачил, познавајќи му го табиетот, сигурно на не баш најпријатен начин. Тогаш едниот му се обратил на другиот, што држал пенкало в рака со список на станари, пише минус. Е па сега, мисли му ја што е минус, а што е плюс. Како и секогаш духовита
колумна на Михајловски, која таргетира актуелни теми на интересен, пронислив начин. Продолжуваме со главната и одговорна уредничка на Утрински вестник Сонја Крамарска, која зборува за еден елемент од овие избори, имено за оние повици на премиерот Груевски да се мобилизира гласачкото тело за ВМРО ДПМН повеќе да не трпи уцени од ДУИ. Но Крамарска мисли дека за овие повици лежи опасна појава во која се мобилизира една негативна етничка енергија која може да биде опасна по идниот развој на државата. Па така самата колумна на Крамарска е насловена "Опасна политика кон албанците". Таа меѓу другото вели дека тие повици за мобилизација и не се искрени, туку дека се прават поради добивање на политички поени кај своето гласачко тело, но сепак вели се работи за опасна појава. Еве дел од колумната. Овие повици се опасни од најмалку две причини. Првата е што кога ќе дојде апел од највисоко место за такво нешто, а кој без друго значи мобилизирање на македонците на исклучително национална основа, го буди алармот и кај албанците, за кој секој искусен и одговорен политичар во Македонија треба да знае дека се далеку подобри во мобилизирање и обединување кога е тоа потребно, а тоа го видовме во 2001 година. Втората опасност е нивното истеснување во парламентот да резултира со формирање паралелни институции, што е процес кој ако се случи, ќе излезе од контрола на оние кои сега сакаат да ги маргинализираат албанците од државните органи на одлучување. Тоа е колумната на Крамарска и како што кажавме, ќе видиме дел од коментарите на истата колумна. Ќе се обидеме да извадиме некои од конструктивните коментари кои имаат некакво значење. Еве, да речеме, овој читател вели: референдум, ама во Западна Македонија. Мислам дека се разбира што сака да кажем. Еве друг вели: драги сонародници албанци, во врска со однесувањето на ВМРО-овците и нивните срамни пораки од една страна и реалната неможност на албанскиот кандидат да влезе во вториот круг од друга страна, би ве замолил да не гласате во првиот круг и пресметката за председател да ни ја препуштите нам, македонците. Длабоко сум убеден дека во таков случај Пендаровски ќе победи уште во првиот круг. Ако не уште и поддржите, ДПМН ќе добие таков нокаут да нема да може да се опорави ни за парламентарните избори. Добро, тоа е еден коментар, одиме со друг. Еве тука. Знае Никола што прави. Он е измамник на македонскиот народ и знае како да се игра со народот. Никола е свесен дека ако не реагираше на овој начин против албанците, сигурно изборите ќе ги изгубеше. А бидејќи ја виде слабата точка на македонскиот против албанскиот народ, он сега си вели, само на овој начин можам да ги добием изборите. Еве уште еден коментар. Се е како што напишавте, секој обид за маргинализирање на тој етнички сегмент, па дури и кога е злоупотребен само како елемент во изборната пропагандна реторика, го поматува внатрешниот стабилитет на државата. Таквите поенти се нагазни мини. Од оно што може да се забележи како аналогија од коментарите на Утрински и на Дневник е дека коментарите кои се напишани под текстовите во Дневник имаат една изразено, слободно може да се каже, провладена содржина или содржина која оди во прилог на владеачката ВМРО ДПМН, додека коментарите под текстот во Утрински вестник се напишани со поинакви елементи, значи тие се критички настроени кон владата и власта. Емисијата ја продолжуваме со друг сет на колумни кои се посветени на изборите. Овој пат тука ги имаме професорите Владо Бучковски, го имаме Владко Ѓорчев од ВМРО ДПМН, го имаме професорот Љубомир Фрчковски, а речиси сите колумни се напишани
во однос на објаснувањето на предстојните парламентарни и председателски избори и со коментари кои имаат некаква порака. Значи пораките не се секогаш исти, различни се, ќе видиме некои од нив. Еве колумната на професорот Бучковски, кој сега е дел од Алијансата за позитивна Македонија, нели? Во насловот се вели председателските ќе влијаат врз парламентарните. Се мисли на избори, ако не пишува. Македонија се подготвува за избор на нов председател и за избор на 9-тиот парламентарен состав. Стравот на ВМРО ДПМН од неуспешни председателски избори заради неможноста да се исполни изборниот цензус во вториот круг, 40% од запишаните избирачи, беше мотив да се изфингира политичка криза. Беше смислена приказната за консензуалниот председателски кандидат, беа поделени улогите помеѓу ДУИ и ВМРО ДПМН. Интегративците Божем бараат, а ВМРО-вците Божем им се налутија и етети Божем политичка криза. Тоа е колумната на Бучковски. Продолжуваме со колумна на Владко Ѓорчев од ВМРО ДПМН, која исто така редовно оди во весникот Дневник. Ѓорчев тука вели за посилна Македонија 62 пратеници. Насловот е јасен, значи сличен е со она што го побара и лидерот на ВМРО ДПМН и премиер Никола Груевски, кој исто така побара подршка од 62 пратеника за, како што вели, да не биде уценуван од коалицијскиот партнер. За Македонија е важно ВМРО ДПМН со коалицијата за подобра Македонија да освои најмалку 62 пратеници. Тоа ќе значи стабилна влада и стабилна Македонија. Тоа ќе биде солидно мнозинство во однос на сите што сакаат да уценуваат, да испорачуваат барања надвор од рамките на Уставот, кои имаат поинаква агенда. Македонија има специфична внатрешна политика и меѓународна положба. Состојбата во која сме и предизвиците со кои се соочуваме налагаат потреба од стабилна влада, стабилно мнозинство и грижа за државните и национални интереси. Затоа од клучно значење е секој глас, секој пратеник во собранието. Емисијата ја продолжуваме со колумна на професорот Љубомир Фрчковски, која исто така е насловена мобилизација на омраза, а колумната се однесува на изборите, но пред се на пораките кои се упатуваат во предизборието и во она што се случува во владеачката коалиција, значи на повиците на ВМРО ДПМН да добие 62 пратеници, за да не биде уценувано од албанскиот фактор, и на повиците на ДУИ да добие 25 пратеници. Фрчковски колумната ја насловил, како што кажавме, едноставно мобилизација на омраза. Тука се коментира говорот на премиерот на конвенцијата на ВМРО ДПМН за избор на председателски кандидат. Неговиот говор на конвенцијата беше најголема досега видена мобилизација на етничка омраза. Тоа беше предизборен апел до македонците да ја дадат поддршката на ДПМН како би ги ставиле албанците на нивното место на слуги во оваа држава. Место за кое ДУИ се веќе истренирани. Како би се обезбедиле од уцени во идната влада од албанците, како ДПМН подлегнало на уцени од никого, а не посебно од терористи клети. Плакатите со председателскиот кандидат на СДСМ со знаме на Албанија, позади него се подготвени, опозицијата апсолвирана како лесна, мека со албанците. И тука имаме коментари на оваа колумна на Фрчковски. Ке видиме некои од нив, значи тука некои читатели не се согласуваат со она што го пишува Фрчковски. Има еден што се согласува и еден што не се согласува. Еве вака првиот. ДПМН не подлегнувало на уцени од никого, а не посебно од терористи клети, ама подлегнува на заеднички бизнеси и тендери со ДУИ. А другиот читател пишува: Фрчко, изгледа се заборавил дека за овие 20 и кусур години се смени една цела нова генерација. Не е она истата што можевте да ја третирате како сакате. Вие сте едни исти од СДСМ. Може би живеете се уште во минатиот век,
како вашиот Лапсус Зарзаев, но крајно време е да се огледате дека не можете се едни исти од СДСМ и понатаму да солите памет, да изигравате интелигенција, која очигледно ја немате. Продолжуваме со емисијата и, како што кажавме на почетокот, сега ќе го внесеме новиот сегмент кој го ветивме, а тоа е за прв пат во трета порта ќе прикажеме видеосегменти. Значи, на социјалните мрежи, на интернет медиумите, постојано се појавуваат и видеосодржини кои се интересни, кои имаат некаква порака и кои често не се појавуваат на телевизија, туку само остануваат на интернет. Сега во ек на предизборната кампања, иако таа се уште не е официјално почната, на социјалните мрежи таа трае. На социјалните мрежи се прават видеа кои се го дискредитираат противникот, кои го величаат својот кандидат и така имаме едно видео кое има една интересна содржина, но има и еден интересен момент околу него. Значи, тоа видео е направено очигледно од поддржувачите на опозицијскиот кандидат за претседател Стево Пендаровски и во кое се прикажува како Пендаровски збори на телефон со своите поддржувачи, со граѓаните. И тоа е ставено, значи, на сите Facebook страници кои го поддржуваат Пендаровски, значи направено да биде афирмативно. Но интересното е тоа што истото видео е искористено и од противниците на Пендаровски, значи од оние кои не го поддржуваат. Значи мораме да бидеме јасни за да кажеме дека за двете видеа официјално не стои никој, не стои ни една партија, никој не е подпишан дека ги направил. Само е интересно што се појавуваат на страниците кои го поддржуваат Пендаровски и на оние кои го напаѓаат. Значи истото видео е искористено и од оние кои го напаѓаат Пендаровски за да кажат дека во него има спорно што во еден момент Пендаровски вели дека добил задача да разговара со граѓаните. Па велат како од кого тоа добил Пендаровски задача. Сега јас предлагам да го видиме целото видео за да видат гледачите за што се работи и како видеото е искористено и направено со додадени елементи да биде искористено во кампањата против Пендаровски. Да, не дај Боже, јас сакам као човек со човек да разговараме. И да, и многу ми е кејф ради тоа, значи независно од други работи, јас сакам како човек со човек да разговарам. Зборувај колку што сакаш, со новата понуда на СДСМ, пакет празни зборови. Секогаш подалеку од народот. СДСМ. Така, тоа ми е задача. Ама сега ќе имате, господин Евер, ќе имате и друга обврска сега. Ќе морате да правите едно кафе кој ќе ви дојам тама на гости. Зборувај колку што сакаш, со новата понуда на СДСМ, пакет празни зборови. Секогаш подалеку од народот. СДСМ. Значи, за оние кои видоа дека оваа слика на некој начин беше направена така, беше исечена, значи не беше целосно прикажан Пендаровски, значи видеото е направено така намерно од оние кои го напаѓаат. Продолжуваме сега со она што велиме дека на социјалните мрежи трае кампањата, иако таа не е официјално почната, таа значи се објавуваат, еве на пример, продолжуваме со Facebook страницата на претседателот Ѓорѓе Иванов, каде што се прикажуваат слики од посетите на претседателот Иванов на разни населени места. Еве вака, тука ќе видиме дел од сликите, дел од овие фотографии. Ова е една. Еве. Тоа се посети на претседателот на разни места, посети со разни граѓани. Истото се случува и на Facebook страницата на кандидатот за претседател на опозицијата Стево Пендаровски. Значи, еве го
Петановски на средби со граѓани. Тука е прикажана неговата посета на Скопската стара турска чаршија. Да. Тоа е оно што се случува на социјалните мрежи, а има и интересен момент, еве сега продолжуваме со борбата меѓу некои одредени медиуми и подпредседателката на СДСМ Радмила Шекеринска, па така по обвинувањата на ВМРО ДПМН до Шекеринска за одредени дека таа има некои незини роднини земале тендери од влада. Шекеринска на својот Facebook профил има напишано вака: се мола сите мои роднини до 100-то колено да се заминат до Македонија заедно со мене, дури тогаш ќе тргнало на владата. Поточно ова е напишано на нејзиниот Twitter профил, но пренесено и на Facebook профилот. Сега што е интересно тука? Ова е објавено на порталот Курир и подолу пишува вака: граѓаните според коментарите на социјалните мрежи сметаат дека е скандалозно што Шекеринска не дава одговор пред јавноста, коментирајќи го нејзиниот статус дека ги моли сите роднини до 100-то колено да се заминат од Македонија заедно со неа. Па тука Курир пренесува некои од коментари на граѓани на социјални мрежи. Ти колку пари имаш украдено од македонските граѓани, не треба да бегаш, треба да те протераат. Ајде фати си го патосов зајко да ве нема гитла, земи си ги симпатизерите и така натаму, значи нема да ги читаме сите коментари, бидејќи прилично се вулгарни дел од нив. Сега, интересно е што ако го отвориме Facebook профилот на Радмила Шекеринска, каде што постои тој изворниот коментар, кој го пренесува Курир, може да се види дека во коментарите под него воопшто не стојат тие коментари кои се пренесени. Значи, нејасно е од каде се тие коментари. Тие не се напишани на Facebook профилот на Шекеринска, па еве може да се види. Тука стојат некои сосема други коментари кои очигледно не се насочени против неа, туку некои од корисниците го ја прифаќаат ироничноста на низиниот Facebook статус. Па кај што Шекеринска вели да се иселат, вели и комшиите и нивните комшии, и пријателите со учениците со граѓаните, море дојдено е време и ние да тргнеме. А има едно прашање, дали важи тоа и за кумовите? Тука го завршуваме делот посветен на социјалните мрежи, на она што се случува на предизборната кампања која таму е пред време почната. Продолжуваме со делот колумните кои се уште се однесуваат на изборите и на некои други елементи, па така главниот и одговорен уредник на вестникот Дневник Дарко Јаневски и професорката Билјана Ванковска пишуваат исто оваа недела, тие пишуваат за потребата од протести на граѓаните, дали има потреба таква или не, па така Дарко Јаневски го вели следното. Со ситни души држава не се прави. Тоа е насловот и тука Дарко Јаневски ги коментира повиците на некои, не се кажува на кого, дека потребно е граѓаните да протестираат за неправдите кои им се нанесени. Во Македонија ќе има избори, двојни, ама тие изгледа нема да го решат проблемот кој веќе известно време постои, а тоа е народот. Избори ќе има, ама народот ќе остане ист. А како што можеме да видиме, проблемот бил во него. Не сака да прави револуции, не сака да убива полицајци, не сака да пали згради и затоа вистинско прашање не е како да се гласа на изборите, туку како да се смени народот. Најпрвен оние 30-40% од него кои се скептични во однос на НАТО и ЕУ.
И тука Јаневски на еден ироничен начин објаснува зошто не треба да има протести. Еве ќе видиме и дел од коментарите. Да видиме кој, еве овој да речеме. Воднаш дека не се прави држава со ситни души. Не само што не се прави, ама и се разнебитува веќе направена и создадена. Сега, зависи кој што подразбира по ситни души. Дали Киро и дружината беа ситни души? Дали Колје и дружината се ситни души? Знам само едно, дека маршалот која создаде државноста на Македонија беше голема душа, голем човек, човечиште, се останато е ситна боранија. Тоа е еден коментар. Може да видиме уште еден прилично интересен од овој читател. Само млади, храбри, бунтовни луѓе ослободени од оковите на илузијата, луѓе кои се спремни да му кажат не на царот и мокта и да на моралниот бог, може да го променат светот. Светот не се променува со сервилност и молк, Ерик Фром. Нека ми каже авторот дали еднаш било каде демократијата е донесена сосема мирно. Никаде. Ако можеме да предизвикаме мал психички немир кај граѓанството, а тоа не секогаш се постигнува мирно, тоа ќе ја разбуди свеста кај човекот, а разбудената свест е единствено нешто што го менува светот. Џон Ралстон Сол. Ете ги коментарите од колумната на Јаневски, со ситни души душа држава не се прави. Пред крајот ќе прочитаме уште две колумни, значи како што кажавме, професорката Билјана Ванговска исто така смета дека протестите не постигнуваат ништо. Па вели протестите како слепа улица и еве дел од незината поента. Зошто протести и што може да се постигне на овој начин? Одговорите укажуваат на остра поделба на два табора, на оние што во протестите гледаат зародиш на некаква светска револуција и на оние што се скептични кон овој начин на действување. Ретко кој интелектуалец се осмелува да го осуди ваквото действување. Затоа, на секој поексплицитен став следуваат жестоки обвинувања за конзервативност и наводно залагање за неправично, неодржливо статус-кво. Тоа е ставот на професорката Ванковска и емисијата ќе ја завршивме со колумна на Кире Наумов, кој пишува често за економски теми и оваа колумна е таква и се однесува на гувернерот на Народната банка. Па вели, кога гувернерот е само субвладен службеник. Насловот е јасен што сака да каже Наумов, а поентата е следна. Кога Народната банка или поточно кабинетот на гувернерот ќе продуцира соопштение во кое бега од едноставно прашање околу тоа дали дозволува на извршната власт фалсификат на незините податоци, туку се занимава со политиканство, работите стануваат сосема јасни. На кабинетот на гувернерот му требаат 24 часа да добие амин од ВМРО ДПМН, Ставревски, Груевски и можеби од главниот владен службеник кој божем го предлага гувернерот да одговори на едноставно прашање кое пред 2 недели најпрви го постави во колумна на ова место. И како што ја почнавме и емисијата ќе ја завршиме со коментар на читател кој се согласува на некој начин со Наумов и вели: Кире, веројатно ќе ти одговорат на 1 април, а верувањето во веродостојноста на податоците ќе ни го препуштат на сите нас. Инаку, одамна во коментарите тука напишав, СДСМ за политички противник не го има ДПМН, туку државата Македонија. Тоа е сршта на сета изборна нерегуларност и силните победи на ДПМН. Добро, тоа е коментар кој очигледно се согласува со Наумов. Почитувани гледачи, ова беше уште една трета порта. Емисијата следете ја во секоја среда во 19 часот и 15 минути. И не заборавајте, трета порта не ви кажува како да размислувате, туку ви ја покажува големата слика. Останете со програмата на 24 вести.